Подготвени сме за студискиот дел. Во студиото е веќе Дејан Димовски од Удруженијето на инженери и експерт по енергетика, неколку пати веќе мој гостин за битни теми. Ти благодарам што ја прифати мојата покана. Ви благодарам на поканата и се надевам дека повторно ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Оно за кое што денеска ве повикав да разговараме е поднесената иницијатива до Уставниот суд, со која според вас има противуставни моменти во правилникот на Регулаторната комисија за енергетика. Што според вас, да објасниме на јавноста, ние поразговаравме пред да бидат случени камерите, имавме и телевизиски прилог за вести во однос на паушалното пресметување на потрошената електрична енергија. Каде ја гледате, каде се коси уставноста тука? Точно така, ние како инженери на Македонија поднесовме иницијатива за утврдување на законитост на правилата за снабдување со електрична енергија, што минатиот месец ги донесе Регулаторната комисија за енергетика. Тоа представува подзаконски акт кој што треба целосно да биде усогласен со новиот закон за енергетика, кој што веќе една година е стапен на сила. Тој стапи на 29 мај 2025 година во правна важност. Ние не се сложуваме со делот од правилата за снабдување со електрична енергија, бидејќи терминолошки треба да разграничиме што значи мерење на потрошена електрична енергија, а што значи отчитување на броилата кои што мерат потрошена електрична енергија. Во Законот за енергетика, член 185, став 2 е јасно кажано кога снабдувачот со електрична енергија може да достави до потрошувачот фактура која што е пресметана, односно е паушално издадена. Тоа е само во случај доколку не е извршено мерењето, а не доколку не се отчитани податоците. Тоа предпоставка. Да, тоа е предпоставена фактура и во наредните 3 месеци во пресметковниот период истата треба да биде коригирана доколку е доставена до самиот потрошувач. Добро. Ние стоиме на ставот дека во блоковски скалест тарифен систем дека треба броилата да бидат 100% отчитани и дека тоа е обврска на снабдувачот со електрична енергија и она што ние го споруваме пред самиот Уставен суд е терминолошки да се разграничи што е мерење. Значи мерењето е големината потрошена електрична енергија и ја мери електронски мерен уред, тоа е броилото или популарно кај народот кажано струјомерот. Отчитувањето е обработка на самите податоци, значи дали далечински, дали доаѓа инкасатор до самото броило, му пристапува со еден уред, ги симнува податоците, истите се обработуваат, значи тоа е отчитување кој што подоцна генерираат фактура кон самиот потрошувач. Отчитување на измерената потрошена електрична енергија. Сега, ние законот како го читаме, онака јасно како што законодавецот го дал. Го читаме на тој начин што мерењето го врши мерен уред, а отчитувањето е собирање на податоци. Ако не ги соберете податоците, односно не ги отчитате податоците кои што се измерени, не значи дека не е извршено мерењето. Ако не дојде лицето кое што треба да ги отчита податоците до пристапи до вашиот струјомер, тогаш во тој случај мерењето е извршено, ама не е отчитано. Членот 185, став 2, во правилата за снабдување со електрична енергија е децидно препишан. Меѓутоа има една нормативна замка која што ние обжалуваме, а тоа е насловот пред член 32 од правилата за снабдување со електрична енергија, која што вели постапување во случај на неотчитување на мерните уреди, значи се вметнува тивко терминот неотчитување, а потоа се цитираат кога не е извршено мерење. Мерењето нема да биде извршено само во еден услов ако мерниот уред не е исправен. А отчитувањето нема да биде извршено доколку не се симнат податоците од измерениот уред. И само тогаш може да добиеме паушална сметка. Само тогаш можеме да добиеме паушална сметка, доколку не е извршено мерењето. Сега што се случува? Сега очигледно дека Ивана нема капацитет да ги отчита 100% броилата. И каде што не може да направи. И каде што не може да ги отчита, добивате паушална сметка, дури тоа е генерирано на самата фактура која што потрошувачите ја добиваат. На втората страна од месечната фактура имате дел кој што пишува во табелата отчитување и имате две ознаки. Едната е О, тоа значи вашето броило е отчитано, и другата е М, или ви го донела некоја машина или компјутер каде што паушално ви доставила фактура. И дополнително сметаме дека во Законот за енергетика за самиот пресметковен период во наредните 3 месеци
потребно е да достава до самиот потрошувач коригирана фактура. Праксата на нас ни покажува во многу случаеви кои што луѓето се обратиле до нас, праксата на нас ни покажува дека доколку не се обжали фактурата, не добиваат они коригирана пресметковна фактура. Односно, ако не ги отчитале броилото овој месец, за следните два само ќе ги прошират опсегот на граници на тарифите, односно на блоковите, наместо за 30 дена пута 2 ќе бидат за 60 дена. Ние тоа сакаме да го спориме пред Уставниот суд, се надеваме дека Уставниот суд ќе донесе правилна одлука, децидно читајќи го законот за енергетика, и дека на тој начин народот или потрошувачите ќе се спасат од паушалните фактури, кои што математички, ако ги анализирате, во најголемиот процент, дури над 95% од случаевите, доколку не се коригираат, секогаш се на штета на потрошувачите во скалист тарифен модел. Дури и луѓето, експерти, професори кои што работеа на утврдување на тарифите и тарифните блокови, во нивната забелешка првично е нотирано пред да се воспостави овој тарифен систем дека ова е систем за целосно 100% отчитување на броилата. И на крајот оваа година Евана прослави 20 години постоење во Македонија. Мислам дека на техничко ниво навистина е недобро или некоректно 20 години да постоите на пазарот во Македонија од 2006 до 2026 и да не успеете да направите 100% отчитување на броилата. Што доколку не се согласуваме со паушалната сметка? Тогаш треба да се обжали. Прво се обжалува до Евана, односно најчесто до нивните корисничко-енергетски центри, они се должни да одговорат на тоа, односно ви дадат коригирана сметка после отчитување на вашето броило за евидентираниот пресметковен период, доколку сметате дека и тоа е некоректно, односно тогаш можете да поднесете преставка до регулаторна комисија за енергетика. А во случај да не се поднесе жалба или барање, тогаш никому во ништо. Во тој случај вие така? како потрошувач се согласувате со она што ви е доставено како фактура за да го платите. Колку е опасност тука да се влезе од еден во друг блок со овие паушални сметки за да имаме драстично повисоки трошоци за струја? Во многу случаеви се внесува. Ние имавме неколку случаеви кои што дефинитивно ги анализиравме како инженери на Македонија. Се однесуваше за еден дел од Скопје, тоа е на улицата Бора Менков, каде што таму живеат поголем број во зградите живеат луѓе кои што се повозрасни, значи станува збор за пензионери. И нивната филозофија, нивниот начин на размислување е дека кога ќе дојдат прво да се платат сметките, по она што стигнало од пензијата сето останато. Меѓутоа имаше еден човек кој што се обрати до нас, направивме одредена пресметка која што беше драстична разликата. Дури потоа беа коректни, се јавија и од корисничко-енергетскиот центар Васил Главинов точно до нас. И потоа доби потрошувачот коригирана сметка, меѓутоа ние јавно ја објавивме разликата која што постоеше. Сметам дека секој потрошувач треба да има увид до своето броило, секој потрошувач треба да знае она што го плаќа дека навистина го потрошил и дека е пресметано во склад со измерената потрошена електрична енергија. И дополнително не треба да има сомнеж во мерниот уред дека работи исправно. Очекувањето од Уставниот суд дека ќе прифати оваа иницијатива? Постојат ризици доколку не се прифати, се не сакаме да зборуваме против судот или против неговите одлуки, меѓутоа кои се вашите очекувања? Ние како инженери на Македонија сметаме дека ова се инстанците во кои што ние треба да постапуваме, односно да иницираме нешто што нормативно го согледуваме дека не е правилно. Ако Уставниот суд јасно и децидно и го чита законот за енергетика, тогаш сметам дека ќе донесе правилна одлука. И тоа би значило крај за паушалните фактури за потрошена електрична енергија. Не би навлагал во судската пракса и во тоа колку народот ја цени има доверба према судството во Македонија. Искрено се надевам дека доблесно ќе донесат одлука онака како што пишува во законот. Постои опасност од правна несигурност во овој дел од енергетиката за функционирањето на компаниите во овој домен. Што мислите? Честото менување на правилата на игра сеткупно даваат одредена
правна несигурност. Ако го гледаме глобално во однос на самата на енергетиката, мислам дека регулаторна комисија за енергетика многу често ги менува правилата во однос на сите сегменти на кои што врши регулирање на пазарот во енергетска смисла. И дополнително јас мислам дека целосната несигурност се јавува кај јавниот интерес, односно ние го барем како инженери се застануваме во аспект на јавниот интерес, на интересот на потрошувачите и на интересот на компаниите кои што имаат државен презнак. Државата треба да биде загрижена од несигурноста и од финансиските картички на компаниите кои што се државни, а додека правните субјекти, правните лица кои што се занимаваат со енергетски бизнис, тука си имаат свој менеджмент кој што едноставно е поставен така да генерира што е можно поголем профит. Апсолутно влијанијата се големи и за жал сметам дека најголемиот дел од одлуките кои што се носат на штета на компаниите кои што имаат државен презнак, заради тоа и нивните финансиски портфолија се прилично лоши, ако ги изанализирате добивките и долговите во оваа измината година, или пак се прилично добри ако збориме за компаниите кои што се приватни компании. Јас само би споменал две работи споредиме. Во Евана во Македонија, сите фирми кои што имаат презнак Евана остварија добивка од приближно 45 милиони евра во 2025 година, 60 милиони евра во 2024 година, според податоците од Министерство за финансии, СПО системот, ЕСМ, најголемиот државен капитал, има моментално побарувања кои што се доспеани, кои што ќе доспеат во оваа и следната година од 11 милиарди 944 милиона денари или приближно 192 милиони евро побарувања. И сето ова, ако гледате во еден електроенергетски систем, е проблематично за самата држава. Само еден сегмент ако издвоиме, Тето во Скопје оствари добивка од 10,5 милиона евра, а побарувањата на ЕСМ Топлина, кој што се занимава со топлинска енергија во како дел од групацијата ЕСМ е 34 милиона евра заклучено со првиот квартал од оваа година минус. И како е можно сега сите приватни компании од енергетиката да станат ултра во плюс, а минусот да биде само на државната компанија? Дали тоа што субвенционира електрична енергија за домаќинствата придонесува за таква негативен биланс на сметката? Да, еден од сегментите е тоа. Тоа е најголемиот. Еден од сегментите е тоа, заради тоа што ние се уште се обидуваме да имаме социјален карактер на цената на електричната енергија во Македонија и за тоа само се грижи ЕСМ, заради тоа што доставува сега во моментов, обезбедува 100% од струјата за универзалниот снабдувач, односно за Евана Холм, по цена од 65 евра за мегават час. И дополнително... А за 90 ја произведува? Па, прилика, сега е малце пониска, заради тоа што веќе влегуваме во добра хидролошка година, за разлика од претходните години кои што беа прилично сушни, заклучно со летото од 2025 година. Меѓутоа, сето тоа долгорочно државата донесе според нас погрешна одлука со тоа што го остави ЕСМ да се задолжува на слободниот пазар. Ако ве навратам на почетокот на вашата констатација и на вашето прашање, оваа година нема да имаме корекција на цената на електричната енергија во 1 јули, два пати до изминатата година, два пати ја коригиравме цената. До декември сега се чека. А Министерката за енергетика изјави дека моментално заради фотоволтаиците, сончевата енергија, цените на берзата се веќе нула, и тоа е на нашата берза, ако дозволи да има негативна цена и ќе бидат во минус, односно ќе треба платите некој да ви откупи електричната енергија што ја произведувате. И токму тоа е сега знак до регулаторната комисија за енергетика, која што за жал ќе го премолчи и цела година ќе ги имаме овие цени на сметките, а сметам дека треба да добиеме во јули коригирана цена
на електричната енергија, бидејќи тоа е нотирано и во правилниците, односно во тарифниот модел за кој што се однесува за универзалниот снабдувач и за снабдување во нужда. Тоа е член 15 став 2, во кој што кажува доколку има промени кои што се пониски, односно од 5%, тогаш на предлог на снабдувачот, регулаторната комисија за енергетика треба да ја коригира цената и сметам дека требаше сега да се направи корекција на цена со што обичниот народ, потрошувачите ќе плаќаат поевтина цена на струја. Сето тоа ќе се премолчи и нормално дека на крајот повторно профитите ќе бидат на страната на овие компании. Колку би се намалела, да ве прекинам тука, бидејќи ова е тоа што сакаат да го слушнат граѓаните. Колку според вас треба да има намалување на сметките за струја? Детално ние анализите воопшто не сме ги направиле заради тоа што тука влегуваат многу мал процент се однесува на МЕМО, тука влегува и МЕПСО, односно преносот на електрична енергија, тука треба да влезе и електродистрибуција, односно дистрибуцијата на самата електрична енергија, но јас сметам дека треба да биде драстично поголемо намалувањето од цената од последното поскапување, односно корекција во нагорна линија на цената. И во однос на оваа диспропорција која што постои помеѓу државниот интерес, односно ЕСМ, МЕПСО и ова што го прават приватните компании, само ќе споредам. Евана во Австрија е државна компанија, во која што Северната Австрийска покрајна има 50% акции, а додека комуналното претпријатие на градот Виена има 29,4% од капиталот. Сето друго, односно помалку од 20%, е капитал кој што се тргува на берза. Сега ние го продадовме во 2006 дистрибутивниот дел на електричната мрежа, а во таму од каде што доаѓа компанијата која што вдека стопанисува со дистрибутивниот дел на електричната мрежа е во државна сопственост. Тоа самото по себе ви покажува каква политика и колку сме биле ние одговорни во изминатите 3 децении самостојна држава. Забележувате недоследност во ставовите на владата во однос на енергетската агенда? Насочена е кон подобрување на целата состојба со енергетиката? Енергетската агенда повторно пропагира сработена работа за да добиете одредена сума на пари. Така ги стимулира, да речеме, државите да се движат до агендата, меѓутоа секогаш глобално гледано го штити својот интерес, односно повторно интересот на големите и на моќните. Генерално сега имаше една изјава од страна на владата и на премиерот минатиот месец во кој што даде изјава дека во делот на таа енергетска агенда ќе останеме на 100% обезбедување на електрична енергија од страна на ЕСМ за универзалниот снабдувач. Меѓутоа во собранието првиот сегмент од трите сегмента за намалување на улогата на ЕСМ во обезбедување на електрична енергија за самиот универзален снабдувач беше предлог на закон за измена на законот за енергетика, со кој што првата фаза ова требаше уште во 2005 според европската агенда да се прави, 2005 да бидат 70% обезбедени, 2006 да бидат обезбедени 50% и 2027 да бидат обезбедени 30% од потребната електрична енергија од ЕСМ, а сето друго да биде обезбедено од односно универзалниот снабдувач да ја обезбедува од други елементи, односно на пазарот слободен. Сето тоа јас мислам дека е еден дел кој што се однесува на спас, ќе го цитирам председателот на регулаторна комисија за енергетика, употреби еден термин фотоволтаично Елдорадо во Македонија во изминатите 3,5 години. И фотоволтаици се изградија многу во Македонија, некаде инсталираната моќност е над 1000 мегавати. И сега во моментов, во летниот период, имаме цени кои што на нашата берза се нула. Тоа значи дека сега они одат со одредена идеја, со која што ако гледаме политички сегмент, политичкиот сегмент е ќе добиеме поевтина цена на електричната енергија за потрошувачите. Јас мислам дека е целта да се заштити бизнис интересот, односно да им се загарантира на луѓето кои што произведуваат струја од фотоволтаици, ќе им биде откупена и тоа по некоја цена од прилика, како што одат размислувањата и оние работи, муавети кои што стигаат до нас, е некаде за 50 евра за мегават час. Значи сега повторно државата ќе биде
добриот родител за приватниот капитал, односно да ги спасува оние кои што инвестираа во фотоволтаици. И идејата на регулаторот кога рече дека ќе се откажуваме од блоковите по цена што ќе ја зимаме ефтината, односно количеството на струја од фотоволтаиците да може да се искористи за да не пропаѓа на некој начин, за да може и ЕСАМ да има и поевтино производство на електрична енергија, да не произведува со скапиот јаглен. Точно, но тоа не значи дека ако ЕСАМ до сега покриваше социјалниот мир го покриваше и одеш го носевме свесно ЕСАМ во загуба. Сега кога ги изградивме фотоволтаиците и кога цената на пазарот им е нула, сега треба ние повторно приватниот капитал да го спасуваме, а да се ослободуваме од ЕСАМ. И ние сега имаме уште еден дополнителен проблем. Јас ќе го поставам како прашање. Зошто во Македонија ЕСАМ продажба не е законски универзален снабдувач? Туку е ева на холм. Ако сакаме ЕСАМ да го спасиме, ако сакаме да го спасиме државниот интерес. Ке цитирам уште една реченица од пред некој ден на председателот на регулаторна комисија за енергетика, во која што кажа дека енергетиката не треба да биде привилегија на држава, само на државата, туку треба да биде привилегија на сите. Јас ќе му кажам вака. Енергетиката не е играчка и енергетиката е основен темел на државата. И државата треба да се занимава со енергетика. Ако се занимаваме сите со енергетика, тогаш ќе се случува ова што сега на нас моментално ни се случува. Претходно ги субвенциониравме оние кои што градеа фотоволтаици, сега имаме премногу фотоволтаици, сега ќе ги спасуваме со повластени цени, а ќе намалуваме од она кое што ќе влие ЕСАМ. И на крајот се поставува едно прашање: зошто државата не изгради фотоволтаици? Да. Ако изградеше како државна електрана. Така. Каде што можеше да го користи и преносниот систем на Добро, и што би се случило доколку државата не излезе во пресрет и не ја купи таа струја од фотоволтаиците? Тогаш ќе биде ќе падне интересот за инвестирање во фотоволтаици. Мислам дека е веќе паднат. Добро. Со некои луѓе со кои што разговараме на стручни теми, им требаат одредени технички консултации. Надвор од она што се случува во однос на правилници, енергетска политика, во однос на технички работи околу нивните фотоволтаици, одредени пресметки. Неколку луѓе кои што контактираат со наши колеги, веќе почнуваат отворено да размислуваат она што го инвестирале, дека ќе се обидат да ги продаат, иако номиналната цена со ваква цена на електричната енергија на берза ќе биде пониска него таа која што е граделе. Затоа што првично на пазарот битно во кост-бенефит анализите кои што се прават за колку време ќе им се вратат парите. Беше околу 5-6 години така првата максимум до 7. Првата математика беше таа. Сега првата математика беше 3 до 5. Почна. Меѓутоа, сега веќе тоа се пролонгира со овие цени од нула и мислам дека државата многу касно ја донесе одлуката за носење на изградба на батерии. Требаше уште при изградба на фотоволтаиците многу порано да ги ограничи дека во однос на инсталираната номинална моќност 30% треба секој да се изгради батерија за складирање на електрична енергија кога имаме вишоци. Да објасниме на јавноста што значи таа батерија и колку може во нејзе временски да се чува таа енергија? Временски енергијата може да се чува соодветно, има различни технички батеријски системи. Обично вршат балансирање на системот затоа што се врши складирање на енергија во моменти кога имате вишоци. Министерката спомена за една наша соседна држава за Грција, дури и Грција веќе почна да извезува струја, зборам во летниот период. Батериите, складирањето на електричната енергија овозможува да бидете многу поконкурентни на берзата во однос на самата цена. Односно, ако ја складирате кога имате вишоци електрична енергија, истата таа енергија ако ја складирате кога е цената ниска, можете да тргувате со истата кога има недостаток и кога е потребно. Значи финансиски ќе бидете многу поконкурентни и многу помалку ќе влијаете на
оптоварување пред се на преносниот и на дистрибутивниот дел од самата мрежа. Ние кога разговараме за електрична енергија, збориме за цена и збориме за производство на електрична енергија. Но никој не разговара дека таа електрична енергија треба помине и низ преносниот систем, односно треба помине низ МЕПСО, треба да има соодветна енергетска инфраструктура која што е многу битна и нормално низ дистрибутивниот дел од самата мрежа за да дојде до самите потрошувачи. Тука само ќе спомнам еден факт кој што е апсолутно видлив. Македонија е сончева земја и треба да произведува од фотоволтаици електрична енергија, апсолутно тоа никој не го спори. Меѓутоа, заради самите правилници, никој од обичните потрошувачи, од обичните луѓе дома не стави на своите кровни конструкции или ставија многу малку, кои што ќе произведуваат електрична енергија, ама да имаат некаква корист од тоа што ќе ја враќаат во мрежата. Заради тоа што не е киловат час за киловат час еднакво со денар за денар. Односно, ако ви ја откупат имате броило во две насоки. Добро. Ако ви откупи електродистрибуција, ќе ви откупи во многу пониска цена отколку таа што ќе ви ја донесе дома. Значи, и повторно зборам на обичниот потрошувач. Значи јас не зборам на луѓето кои што имаат капитал и кои што инвестираат во енергетиката. Не зборуваме за фирма, збориме за обичните потрошувачи. Живеете во куќа и да поставите фотоволтаици во куќа. Или не знам, живеете во зграда, па како заедница на станари да се договорите на кровот на зградата поставите фотоволтаици. Па не знам, да добивате одредена сума на пари кои што потоа би ги реинвестирале да имате поквалитетна зграда, не знам, односно да се сервисираат услуги. Да, заедничката струја да биде покриена, да има други за вако. Кажете ми, со ова што ми го зборувате сега за енергетската транзиција, имаме ли како држава сега јасен план? Претходно дававме големи субвенции за монтирање и за да почнеме да имаме фотоволтаици, сега ги имаме. Сега не знаеме што да правиме со струјата, па државата решава да ја откупи струјата, да ги трне блоковите за пресметување на електричната енергија за домаќинствата. Гледате стратегија државна по која се води Македонија во однос на целата транзиција, што треба да се трне јаглено, да се произведува зелена енергија и така натака? Енергетската стратегија во Македонија не може да биде од промена на власт од една влада до друга влада. Енергетската стратегија кога се прави не само за Македонија, во било која држава е тоа државата да се движи во одреден енергетски развој во неколку децении, односно буквално да знае што прави во следните минимум 50 години. И не секоја влада си прави свој правила. Значи јас уште кога студирав, нашите професори на електрофакултет ни објаснуваа дека 2020-2025 е крајот на јагленот во Македонија во однос на квалитетот на јагленот и во однос на неговата калориска вредност. Значи тоа уште во 90-тите години се знае. Меѓутоа ние ако се навратиме наназад во овие 35 години, што изградивме? Ветерниот парк во Богданци, зборам како државен капацитет и она што го изградивме на Козијак. Чебрени галиште, ние 14 пропаднати тендери и се уште приказна за преговарање со странски инвеститори. Ќе го даваме на турци, ќе го даваме на грци за тиквеш, па на французи. Да, и државата треба да го изгради веќе доцни. Значи државата треба да го изгради и тоа треба да биде државен капацитет. Значи голем број на земји се гордеат со своите енергетски капацитети како инженерски достигнувања, како енергетска стабилност. Како суверенитет на држава. А ние се обидуваме да бегаме од таа тема и сега имаме проблем. Да, не само како објект кој што ќе врши балансирање на системот како голема батерија, туку и како водостопански објект, Чебрени галиште се многу значајни за Македонија. Ние се движевме надвор од сето она што значи стратегија и мислам дека државата е таа која што треба целосно да ги контролира сите процеси кои што се одвиваат во енергетиката, особено во производството на електрична енергија. Ако направиме една паралела, ние во 1980 година ја изградивме рафинеријата во Миладиновци, сега говорам за нафтата. Во моментот кога ја изградивме, низината номинална цена било $200 милиони, сега на пазарот е $2 милиарди, со капацитетот кој што го има да рафинира бензини. Ако во Македонија таа е продадена со многу лоша одлука на влада во 1999 година за $32 милиона и дополнително си накалемивме $40 милиона арбитражни казни заради нелогичен договор со мазутот.
Сега парадоксот колку и да биде голем, истата политичка гарнитура што тогаш ја продаде, сега преговараше во оваа криза со ОКТА за да ни обезбеди попуст до 3 денари за дизелот или 2 денари за бензините. Кој ја контролира државата? ОКТА ја контролира државата или државата има целосен преглед и контрола врз сопствените енергенси и сопствениот енергетски систем каков и да е. Да, точно, ние сме целосно увозно зависни од нафта и од нафтени деривати, меѓутоа треба државата седнува да преговара со грците за да се доведеме во ситуација дали они ќе ни дадат попуст или нема да ни дадат попуст. Ако беше државен капацитет кој што ќе го одржувавме, ќе го надградувавме, управувањето инфраструктурата ќе го направивме нормално сега тука и нафтоводот кој што доаѓа, сигурно дека државата ќе имаше дополнителен бенефит и многу полесно ќе ги носеше самите одлуки. Затоа јас кажувам во Македонија се случија две големи енергетски предавства, тоа е продажбата на дистрибутивната мрежа на австриците и продажбата на рафинеријата во Миладиновци на грците. Го спомнавте Чебрен, мислев подоле да разговараме за него, меѓутоа ете сега има регулаторот имаше една изјава пред неколку дена, вели акционерско друштво. Каква е вашата замисла? Ви купиле акции да бидете акционер во Чебрен и Галиште? Ќе ми дозволите тоа да го поделам во неколку сегменти. Едниот е енергетски, едниот е индивидуално човечки и третиот е нормативен. И ќе ги објаснам на кратко неколку минути сите три. Енергетски државата треба да го гради Чебрен апсолутно и тоа треба да биде државен капацитет 100%. Добро. Ако збориме нормативно правно, регулаторна комисија за енергетика не е таа која што како регулаторно тело треба да кажува што треба да гради државата, како треба да гради државата, како треба финансиската конструкција да се обезбеди, бидејќи ингеренциите на регулаторната комисија за енергетика се само во насока на регулирање на пазарот. А не и давање насоки за инвестиции. Да. Индивидуално, тоа ме потсети првично кога ја видов изјавата на новиот председател на регулаторна комисија за енергетика, ме потсети на самопридонес од минатото и одма ми отиде паметот кај ОКТА, каде што ОКТА е изградена делумно од самопридонес, делумно од кредит од Стопанска банка. Значи и банкарскиот сектор имал корист, ама банкарскиот сектор од државата имал корист од изградбата на самата рафинерија во Миладиновци. Сега индивидуално, ако не познавате енергетика, ама во овие изминати 3 децении ќе кажете Македонија гради автопат од 60 километри од Кичево до Охрид 20 години. Македонија се уште не може да почне да го гради автопатот до Блаце кој што е 2,5 километра. А Македонија она што е изградено на времето го продаде, говорам за дистрибутивниот дел од мрежата, говорам за рафинеријата и сега вие во вашето семејство треба да обезбедите доволно средства за нормално функционирање или да обезбедите синдикалната кошница која што ја пресметуваат синдикатите и дел од вашите средства да обезбедите, да ги дадете, односно да инвестирате дека вие ќе имате одреден процент, поголем, помал или промил од Чебрен и Галиште. И сега се поставува самото прашање, дали може вие, јас, камерманот, луѓето во режијата, зборам обичен човек, да се трка со овие енергетски олигарци или со бизнисмените? Они нормално многу повеќе ќе вложат и повторно ќе стане Чебрен и Галиште приватен капитал. И второ, со вакво портфолио на градење капитални објекти во било која инфраструктура во Македонија, значи зборам државното портфолио, дали вие би се осудиле вашите пари да ги инвестирате и дали сте сигурен во државата дека за 5 години ќе биде изграден Чебрен и Галиште, кога немаат уште кост-бенефит анализа, после тоа како ќе се вратат средствата од пари, поради тоа што во тоа што вложувате сакате да имате сигурност и поврат на средства. Тоа е логиката на било која кост анализа која што треба да ја направите. Во целокупната таа ситуација, јас апсолутно сметам дека државата треба да го изгради Чебрен и Галиште и тој треба да биде додатен објект во енергетскиот систем на Македонија. Сето ова другото е повторно форсирање на приватниот капитал и мене воопшто тоа не ме чуди.
заради тоа што регулаторната комисија за енергетика претходно се правеа одредени нормативни промени за да дојде човек кој што ќе ја води од самата бизнис сфера. Нормално насоките му се натаму, не му се насоките према потрошувачите и обичниот човек. Како сега јас како обичен човек нема да, односно ќе бидам сигурен дека државата ќе ја изгради и за X години нема да ја продаде таа електрана и за исто како во случајот со Окта нема да молиме за намалување на цената како што правиме сега со Окта. Значи и малку пари кои што имате како можност да ги финансирате во ваков предлог, ќе едноставно вас размислувањето ви оди дека немате сигурност за да ги вложите вашите пари. И при мала камата си велите ако имам нешто ќе заштедам. И повторно ќе се вратиме поради тоа што претседателот на регулаторна комисија тоа го спореди со инвестирање во станови и во бетон и во железо на луѓето. И тоа е нешто кое што дава дополнителна нелогичност. Во Скопје се градат постојано станови, а цената расте. Многу економски е нелогично, меѓутоа не би навлагал во анализа на тој сегмент, тоа треба да го изанализираат луѓе кои што од економски профил на образование кое што го имаат. Меѓутоа, еве јас би се свел дека барем минимум познавам енергетика, не би навлегол во приказната дека би одвоил дел од моите средства кои што ја ги имам да би инвестирал во Чебрен и Галиште. Јас очекувам од државата која што ја сакам, од државата која што градела и технички кадри и институции да она ја изгради Чебрен и Галиште, затоа што е должна државата према сопствениот народ, барем да во овие 35 години да изгради еден капитален енергетски објект. Имаме капацитет да го направиме тој или ќе мораме да земаме компанија што ќе ја гради или експерти што ќе ја градат, да ги финансираме од надвор? За жал, тие компании кои што ние ги имавме беа европски и светски реномирани, мислам на Пелагонија, мислам на Гранит, мислам на Маврово, ние ги уништивме. За жал не го искористивме потенцијалот на врвни енергетски умови во Македонија, говорам професори, кои што требаше во нивниот ек на најголема продуктивност, кога биле помеѓу 50 и 55 години, и со стекнатото искуство и академско знаење и практично искуство претходно, сега да не ги напомнувам имињата, добар дел од тие професори ми предавале мене на електрофакултет. Ние за жал не ги искористивме. И тука веќе се отвара таа дилема за која што вие говорите. Се отвара дилемата само заради тоа што дали имаме ние таков градежен капацитет кој што може не е само да платиме тука, кој ќе го изведе да го изгради. И тука треба навистина да се замислиме и кадровски, треба што сме направиле во изминатите години. Меѓутоа јас сум оптимиста и мислам дека во Македонија се уште има паметни умови и потенцијални луѓе кои што може да изградат таков капитален објект како што е Чебрен. Ако се споредуваме со други држави, самите ќе ни кажат дека тоа не е некаков си голем предизвик. Зборам кога се споредуваме со други држави. Ако направиле нешто многу поголемо, секако ова ќе им биде. Ако го се споредите со одредени сегменти од развојот на Кина, тогаш можеме само да им се воодушевуваме како они 21 век го прескокнаа, па се сега моментално во 22 век. За Бугарија збореа за нуклеарна централа, не мора да одиме до Кина. За Белене беше мора. Така, да. Ако, некаква предпоставка, ако утре ги имаме сите потребни документи, почнуваме со градба, колку време тоа, за 10 години би се изградило? Ја мислам за помалку. За помалку? Реално одредени студии кои што сум имал прилика барем да ги разгледам, не да ги анализирам детално, окажуваат на 5, јас би кажал, ајде тука ќе го вклучиме и нашиот менталитет и можеби спорото административно покривање на сите процеси, меѓутоа мислам дека за оптимално од 7 години може да се изгради тој капацитет на Чебрен. Милиарда е доволно според проценките? Тука има различни проценки, можеби малце повеќе, помеѓу милиарди и 100 милиарди и 200 можеби би било оптимално со сегашните цени како се движат на пазарот, бидејќи ќе го градите 5 до 7 години, сигурно дека и тука може да се случуваат одредени промени. Добро. Меѓутоа мислам дека оптимално да. Со Чебрен, со моменталните енергетски капацитети, уште еден ветерен парк освен Богданци би било доволно за да бидеме енергетски стабилни без зависност од увоз на струја?
Мислам дека да, од аспект на тоа што ќе може да се направи како една голема батерија да ги компензира одредени промени кои што настануваат со електрична енергија. Нашиот најголем предизвик е тоа што ние генерално веќе немаме јаглен кој што има добри карактеристики, а целокупната наша енергетика во изминатите децении се потпираше на рек Битола, на рек Осломе. До кога ќе те толерираат германците или Европа со јагленот? Па нема потреба они да не толерираат. Мислам дека со нестручно одржување, со тоа што одредени случувања има околу искупувањето на јагленот, еве сега претходно пред неколку месеци имавме афера со квалитетот на мазутот. Вчера видов некои слики кои што беа објавени, се надевам дека не е користена вештачка интелигенција каков е чадот кој што излегува од оџаците, односно од едниот термоблок во рек Битола. Сето тоа ќе допринесе дека ние сами ќе си го затвориме уште пред Европа драстично да ни наложи. Меѓутоа тука во политиката колку ние да се трудиме да бидеме блиску до Европа, треба да си кажеме сами на себе дека не сме. Далеку сме, во секој се. Не, дека не сме дел од Европа. Колку сме далеку, тоа е веќе политичка тема, меѓутоа не сме дел од Европа и тоа дава можност да ние самите размислуваме за сами себе колку можеме да си помогнеме, ако сакаме. Не само да бидеме да водиме размислување од аспект на личен бенефит, личен корист и профит, туку едноставно да размислуваме од тоа дека енергетската стабилност на државата е основа за да државата биде функционална. Имаме уште 10 минути, сакам за дата центрите да поразговараме. Видовме една ваша анализа. Вие сте против? Сега ќе го објаснам тоа. Ајде. Значи, воопшто не сум против државата да изгради дата центри кои што ќе ги користи за своите системи. Значи, ако беше Македонски пошти оперативно функционална, тогаш ќе требаше сигурно државен дата центар. Ние го имаме ману за кој што сигурно ќе ни треба дата центар за обработка, разработка на било какви податоци. Имаме универзитети кои што се државни, имаме институции како што се Министерство за внатрешни работи, имаме институции како што се АРМА кои што ќе им требаат безбедни дата центри кои што ќе ги обработуваат нивните податоци. Еве само моментално во Скопје и се инсталираше еден Safe City систем, кој што сите тие податоци кои што се обработуваат, доколку има модерен дата центар, многу полесно ќе бидат обработени и складирани и сочувани сите тие податоци и нормално ќе бидат во однос на самиот проток на тие податоци ќе бидат добро сочувани и добро обработени. Јас сум апсолутно против дата центри да се градат на туги држави, на големи светски компании, затоа што тоа е генерално светски тренд. Сметам дека ние треба да го имаме околу мали дата центри, како што е примерот со Словенија. Во Словенија дата центрите се однесуваат на целокупното државно функционирање и на целокупните државни капацитети. Македонија треба да се ограничи на таков тип на дата центри. Инаку големи дата центри кои што треба да бидат на територија на Македонија за големи корпорации на други држави, апсолутно сум против, бидејќи самите тие големи дата центри трошат големо количество на електрична енергија, потребно е вода за разладување на самите тие системи. Сигурно дека ако обработуваат одредени податоци кои што не се во домен на работа на Македонија, на македонски институции, тогаш во тој случај самите дата центри ние нема да имаме пристап до нив. Во дата центрите работат многу мал број на луѓе, значи ако ние говориме од аспект на да продадеме приказно дека таму ќе имаме вработено луѓе, нема да имаме вработено луѓе. И во светските дата центри, дата центри бројот на луѓе кои што се задржуваат од 3 до 5 години таму, не може да го издржат тоа заради звук, заради одредени работи кои што се случуваат во самиот дата центар и вршат попратни работи. Значи не зборам додека се гради дата центарот, туку вршат попратни работи бидејќи целокупниот систем на работа на самите дата центри е автоматизиран. Најголемиот дата центар буквално е инсталиран во Вирџинија и тој има капацитет колку што има трите блока на рек Битола после нивното модернизирање последно во 2012 година, што е рек Битола е 700 мегавати, значи не говориме каков е квалитетот на јагленот, а додека тој дата центар е 650 мегавати. Многу струја, потребно и вода. Кои биле негативните ефекти од
од овој проект според вас? Има дури во Соединетите Се тоа ќе американски биде платено од страна на инвеститорите, меѓутоа кој ќе биде негативниот ефект врз Значи има различни држава? системи за разладување, но скоро сите користат вода. Доколку водата се поврати како сегмент од таму од каде што е искористена или назад во природата, температурата е 10 степени повисока. Меѓутоа и не можете да ја користите, имаше одредени судски процеси кои што се одвива во Соединетите американски држави, каде што реномирани адвокатски куќи буквално ги тужат оние кои што поставиле дата центри заради тоа што населението го оставиле без вода за пиење и заради тоа што го нарушиле природниот терк, односно направиле одредени еколошки проблеми. Сето тоа е дополнително, ако анализирате, да речеме, во околината на Даблин има поголем број на дата центри, каде што производството на електрична енергија е зголемено за 27%, и они имаат сега стагнација до крајот на 2026 во издавање на дозволи за дата центри. Кина, која што е сега голема држава која што најбрзо се развива, незините дата центри се во Монголија. Значи не се блиску до населените места. Така да Македонија требаат помали дата центри кои што ќе ги обработува своите податоци. Пред некој ден прочитав една изјава на главниот инженер во Турција. Не навлагам, мислам дека е и во блиски роднински врски со председателот, мислам дека му е зет, кој што изјави дека за едно 10 до 15 години од сега целокупната независност на државите ќе се темелат на тоа доколку имаат дата центри за сопствена потреба за обработка на сопствените податоци. И токму поради тоа Македонија треба да направи државни дата центри за своите државни институции, но не да дозволи да нашиот воден потенцијал и електрична енергија да се користи за големи дата центри, за големи светски компании. И заради тоа излеговме дека сме против, заради тоа што после тој предлог и отварање на таа тема сакавме да дадеме одредено образложение кое што се однесува на тоа како самите дата центри влијаеле севкупно во Македонија. Конкретниот план на државата се знае? Дали ќе биде тоа за државни институции или ќе биде само за приватни компании? Не е објавен. Македонија, Министерката за енергетика потпише еден меморандум за соработка со Соединетите американски држави. Меѓутоа тој меморандум јавно не е објавен. Мислам дека и во собрание некои од пратениците поднесоа таква иницијатива за тоа да се објави, потоа беше кажано дека е тој документ некаков тип на тајна. Мислам дека не е тајна. Сето тоа што е добро и од корист за народ би во политичка конотација сигурно дека би бил објавен. Тука има два спорни сегмента. Едниот сегмент е меморандум како форма на потпишување на документ не е логично да биде таен, а од друга страна, ако поред нашите нормативи и закони, ако го потпише лице кое што има двојно државјанство, не знам како може да биде класифициран и таен. Тоа го закружиме овој разговор со цената на нафтата. Пред да влеземе во студиото, видов неколку портали веќе објавија дека се очекува дури за 7 денари намалување на цената на нафтата, што ќе биде една од подобрите вести за граѓаните во последниот период. Отприлика толку и поскапе 7 до 10 денари кога почна војната во Иран, еве се очекува крај на војната, па сакам да ве прашам околу очекувањата на глобално ниво околу енергетските ситуации. Што мислите вие? Дали има простор да се намали толку? Глобалното очекување е дека ќе заврши војната после нападот на Соединетите американски држави Израел врз Иран, дека ќе заврши таа војна. Мислам дека веќе во Швајцарија има тимови во кои што ќе се потпише некаков тип на мировен договор со кој што ќе се прекине таа војна, и сега глобалните очекувања дека ќе дојдеме до стабилизација на пазарот на нафта. Сето тоа оптимистички влијаеше на тоа да минатата недела на светските берзи цената на нафтата падне, како оптимизам дека ќе заврши војната околу Ормутскиот теснет.
Меѓутоа, денес имаме повторно контрадикторна изјава од страна на председателот на Соединетите Американски држави, која што е вулгарна, безобразна и максимално заканувачка дури и кон делегацијата на Иран која што е дојдена во Швајцарија со потенцијална намера да го потпише тој мировен договор со кој што им се заканува дека нема да се вратат дома, дека нивната држава нема да постои. Иран како држава ја навредува со полгарни зборови, така да сето ова сега па не дава дополнително оптимизам. Цената ние денеска ќе добиеме падна цената на нафтата, што е добро за обичниот човек, добро е за фирмите кои што работат, бидејќи се уште нафтата во Македонија е главниот ресурс за транспорт на стоки. И токму поради тоа ќе видиме како оваа недела ќе се одвиваат берзите после оваа изјава и дали на вистина деноиве ќе се потпише тој договор помеѓу Иран и Соединетите Американски држави. Бидејќи денешната цена, она што ќе објави регулаторна, околу 12 часот објавува, е се она што се случувало и сите оние движења од претходните 7 дена. Оваа изјава што ја даде денеска, можеме да очекуваме нешто друго следниот. Ако не се потпише договорот и заканите кои што ги прави Америка, кои врши нови напади врз Иран, и ако се продлабочи кризата, тогаш сигурно дека берзите ќе бидат повторно во нагорна линија во однос на нафтата и тогаш после 7 дена ние повторно ќе имаме корекција со поскапување на нафтата и бензините, односно на дизелот и бензините, и ова во континуитет го прави американскиот председател. Прво ќе се смириме, блиску сме до договор, еве ќе имаме релаксирање на односите, потоа дава оштри изјави, потоа го врши напади и сето тоа буквално овозможува на фирми блиски до него да остваруваат енормно голем капитал. Прочитав еден податок, нема да го земам целосно точен, дека пред да почне кризата во Ормудскиот теснец, неговото лично богатство се проценува на 3,8 милијарди долари, а сега е веќе над 7,2 милијарди долари. Да, таквото играње на берзите, таквите негови изјави, се само за негова претпоставуваме сите негова. Да, него го интересираат пари и бизнис, воопшто не го интересираат ниту луѓе, ниту човечки судбини, ниту меѓународно право, така да мислам дека долгорочно ова што он сега го прави, американците ќе имаат последици. Кина ќе биде апсолутно најголемиот победник после ова. Така, пред 7-те највлијателни луѓе на светот да се појавиш на состанок каде што доцнеш еден час и да им кажеш јас сум шефот, е крајно и безобразно и недолично за еден. Денеска буквално користеше многу вулгарни зборови во изјавата, која што ја видов пред да влезам кај вас во студио, буквално ја со пцовки се обраќаше кон иранската држава. Да го ставиме, нека си го тера својот план Трамп. Сакам да го заокружиме овој разговор со тоа кој е вашиот најголем или македонскиот најголем енергетски предизвик во следните 5 години со кои што треба да се соочиме и дали имаме капацитет тоа да го решиме, ако не е Чебре. Што треба да направиме на енергетско поле? Јас мислам дека треба да овозможиме реална основа да се движи целокупниот енергетски пазар. Јас посакувам дека ние веднаш можеме да направиме само продажба да биде универзален снабдувач. Јас посакувам дека ако веќе одиме во оваа насока со овие долгови, не само да направиме нова државна компанија со целосно државен капитал и да биде ЕСМ Хидро, еве го давам тој предлог да јавноста дебатира за тоа во кој што ќе бидат сите хидроелектрани офатени кои што ги има Македонија. Се надевам дека во наредните 5 до 7 години Македонија ќе го има Чебрен како свој капацитет и да се освести државата дека ако транзицијата ја правиме кон обновливи енергетски извори, дека државата треба да гради обновливи енергетски капацитети. Тоа барем јас го посакувам, заради тоа што знам дека 91 добивме независност само заради тоа што имавме стабилен енергетски систем. Така. Ако Македонија своите капацитети ги бидат стабилни, и да, енергетиката е државна работа. Не е играчка во рацете на било кого и на секого. Не можеме ниту јас, ниту вие, ниту обичниот човек да се игра со енергетиката. Енергетиката е државна работа, државотворна работа и енергетиката треба да донесе бенефит за сите луѓе во Македонија. Диновски, ќе се заблагодарам овде за разговорот, рече си 1 час на разговор за енергетика, за струја, за нафта, она што
прилично го интересира и обичниот граѓанин за цената, за движењето, за сигурноста со снабдување. Во оваа сезона бевте 2 пати, се надевам дека кога ќе се формира цената на крајот на оваа календарска година, повторно ќе бидете мој гостин да дебатираме кои ќе бидат очекувањата за она што ќе го плаќаме во 27. Мене ми е драго што дискутирам со вас пријатно е разговорот, овој еден час ми помина апсолутно брзо. И се надевам дека и апелирам барем да има дебата, дека луѓето од регулаторна комисија ќе се одважат да дебатираат, министерството ќе се одважи да дебатира со стручни луѓе, затоа што мислам дека секогаш дебатата, различните ставови може да донесат продуктивни решенија. Да, претседателот на регулаторната беше мој гостин пред месец дена, се надевам дека кога ќе има време и потреба ќе ве седнам заедно па да видиме дали ќе имате спротивставени или заеднички ставови, ќе оценете со задоволство ќе прифатиме таков разговор. Ви благодарам уште. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ќе направиме овде една кратка пауза за реклами, па потоа продолжуваме на тема економија и во следниот час.